Инфоминута. Десетици повредени и најмалку 39 убиени е билансот од крвавиот новогодишен поход во ноќен клуб во Истанбул. Нападот се случил час и половина по полноќ, а напаѓачот облечен како Дедо Мраз започнал да пука врз на собраните. Од полицијата информираат дека од загинатите најмалку 15 мина се странски државјани, а 69 лица биле хоспитализирани, од кои 4 во критична состојба. Турскиот претседател Ердоган најави битка против сите напади на терористичките групи и нивните поддржувачи, додавајќи дека ваквите напади се поврзани со случувањата во регионот. Полицијата трага по напаѓачот, а свикана беше и седница на Безбедносниот совет. Светот влезе во новата 2017 година. Сиднеј први кажа збогум на 2016-та. Прославата помина со спектакуларен огномет над познатата сиднејска опера, со кој им се одаде почест на починатиот музичар Дејвид Боуи и актерот Джин Вајдлер. Со спектакуларен огномет новата година е дочекани во Сан Франциско, Лас Вегас, Лондон, Дубај, Москва. Околу 1 милион лица пречекаа новата 2017 година на Таймс Сквер во Њујорк и го наблюдуваа спуштањето на гигантската сфера под дожд од конфети. Ниските температури во Париз не спречија десетици илјади луѓе да го исполнат парискиот булевар Шанзелизе и да уживаат во огнометот покрај Триумфалната порта. Македонија со големи очекувања стапна во новата 2017-та. Дочекот беше прославен низ градовите во земјава, но во некои од нив организираните прослави на градските плоштади беа откажани. Организиран дочек немаше во Велес, Скопје, Кавадарци, Битола, Берово, бидејќи парите наменети за прослава беа пренаменети во хуманитарни цели. Во Скопје организиран дочек на новата година имаше на скверот Јадран, каде граѓаните ги забавуваа Јура Стублиќ и филм. Во преполниот Охрид на плоштадот Свети Климент Охридски пееја Елена Велевска и Ѓоко Таневски. Организиран дочек за новата година имаше и на градскиот плоштад во Прилеп. Мирна новогодишна ноќ на скопска токсикологија. Примени биле 28 пациенти, од кои 9 малолетни, најмладиот на возраст од 14 години. Еден пациент бил предозиран со дроги, а имало и лица со повреди од петарди и сообраќајни несреќи. Прво памашко во новата година. 4:15 минути по полноќ на свет дојде првото дете на мајката Нуредини Рамадан Хикмет. Новороденчето го посетија градоначалникот на Скопје Трајановски и министерот на МВР Агим Нухју. Мајката доби штедна книжка со 20.000 денари и други пригодни подароци. Еве како се прославуваше новата година во остатокот од светот.